викендов нема премиер лига и све е поразлично. Ама има по нешто друго. Што е тоа? Ќе видите за кратко. Добро дојдовте во уште една епизода на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Значи, нема премиер лига, нема фантази премиер лига. Ама ајде да видиме како поминавме минатото коло и кој е најблиску до наградите. Значи, последното коло беше во текот на неделата. Јас имам 53 бода до моментот кога го снимаме ова видео, четврток. Вечерва си игра уште еден надпревар, така да болови можем да ми донесат Бовен и само Бовен. Исак не ми играше, така да веројатно ќе влезе Енцо на негово место, така да очекувам малце повеќе болови од овие 53. Ајде да видиме што се случува во лигата која што организираме заедно со Спортски. ФК Чаир на прво место, потоа Lord of the Minks, поштојам добро име, па ФК Миревци, па Future Academy и одаме јако. Овие 5 души се на првите 5 позиции кои што носат награди. Јас само сакам да подсетам дека во оваа лига најдобрите 5 на крајот од сезоната ќе добијат награди и тоа првото место ќе донесе 100 евра, второто место 50 евра, третото 30 евра, четврто и пето блузон и мајца. Дички, има време, можеме да стигнеме, да ги стигнеме овие 5 најдобри. Не се многу. Чекај, јас кој сум? Јас сум 44-ти, 1787 бода, а првиот има 1900... Па не е голема разликата. Влагам у топ 5 за 2-3 кола. Следете ме. Одиме со најјакото викендов. Клучната битка за титулата во серија А. Наполи-Интер. Табела. Интер води со 57 бодови, но Наполи е близко, 56 бода. Што значи, кој ќе тепа ќе биде многу близко до титула. Зошто би победил Наполи? Наполи имаше природба оваа сезона и на некој начин го имитира она што го правеше од пред 2-3 сезони кога ја освои титулата на доминантен начин. Наполи има скор од 17 победи, 5 нерешени и 4 порази со 42 постигнати и 21 примен гол, што јасно покажува дека е во позиција да се бори за скудетото. Сепак, заминувањето на клучните фудбалери и неколкуте тешки повреди на фудбалерите направија малце пореметување во тимот. Зошто Наполи ќе изгуби? Изминатите 4 надпревари. Наполи има 3 нерешени и 1 пораз. Во последното коло изгубија од Комо со 2-1. Зошто да играте на Интер? Интер успеа да го задржи својот ритам и благодарение на тоа е на врвот на табелата. Кој има најдобриот напад во лигата заедно со Аталанта по 59 постигнати гола. Реално, индивидуалниот квалитет на играчите на тимот им помогна да победуваат. Дури и кога не ги заслужуваа победите. Интер не одигра добро на последниот надпревар минатиот викенд, ама сепак успеа да победи со 2-0 дома против Лацио. И кој ќе тепа? Интер ќе тепа. И ова не е најувачки. Стварно мислам дека Интер ќе тепа. А може да биде и гол-гол. Имаме уште еден интересен надпревар во сабота во Бундеслигата. Айнтрахт Франкфурт Бајер Леверкузен. Не е некој дерби, ама е битка помеѓу вториот и третиот тим на табелата. Пазете ги претходниве резултати од меѓусебните дуели: 2-1, 1-5, 3-1, 5-1. Значи ќе биде јако и ќе има голови. Одиме во недела, пак во серија А, Милан Лацио. Тоа е тоа, нема премиер лига викендов и се е поразлично. Ово усвари е битка за пласма во Лигата на шампиони следната сезона. Иако реално Милан е далеко од тоа четврто место. Но ако победи сега, се може да се случи до крајот на сезоната. Освен тоа, Милан испадна од Лигата на шампиони по поразот од Фејенорд. Така да, сега целосно е насочен кон серија А. И тоа е голем плюс за нив во оваа фаза од сезоната. Првиот меч сезонава заврши 2-2, така да очекувам нешто слично и овој пат. Дечки, без премиер лига толку се можеше. Следете на социјалните мрежи на Инстаграм и на Фејсбук, лајкувајте ги нашите објави, следете ги нашите сториња, коментирајте и не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network. Имајте убав викенд. Чао!